Отворање индустријски капацитети и нови работни места, најави кандидатот за пратеник во 6-та изборна единица од ВМРО ДПМН Светлана Карапетрова при посетата на Тетовската технолошко-индустријска развојна зона. Ова е локацијата на која ќе се гради првата фабрика во Тирс Тетово. Се работи за инвестиција на ИТЕК, фабрика за производство на композитни материјали од фиберглас и карбон фибер. Тоа е нова технологија која што допрва ќе биде на светот и ние веруваме дека брзо ќе се развие. Првиот објект ќе се гради тука на оваа локација, веќе отпочната се работа и ќе биде на површина од околу 1900 квадратни метри, со тоа што следната година планираме уште два такви објекти од по 2000 квадрати. Првичните вработувања се околу 103 вработени, со тоа што тенденција да оди нагоре проектирано ние околу 250 вработени. Со изгледба на другите две хали и со во текст се и преговори со Ванхо за услуги на фирмата за производство на автобуси, ако го постигнеме договор со нив, потпишеме, ќе се прошириме двојно со капацитет тука. Тоа е во кратко, работите се околу инфраструктурата при крај, канализацијата е поставена, водоводот е во завршна фаза и очекуваме да почнеме со поставување на фундаментот за новиот објект на фабриката. Сакам од лице место овде да демонтирам неколку работи. Кажав дека сите проекти и објекти што ќе се градат од терен ќе ги давам демантите од тука, за да видат граѓаните дека тоа што го зборува во собрание е вистина. Индустријската зона веќе заживува, еве го првиот инвеститор, македонец во Тетово, кој што ќе овозможи 103 работни места првично и сакам да им кажам на македонците дека веќе почнува оваа зона да заживува, затоа што владата доста помага во однос на инфраструктура и потпомогнато е во однос на носење инвеститори. Нашиот носител на листа, господинот Поповски, се залага максимално да донесе уште други инвеститори и конечно Тетово ќе почне да живее како град кој што сака да успее во овој дел, да донесе многу работни места и младите да најдат свое место во државата, посебно во Тетово. Носителот на листа во 6-та изборна единица од ВМРО ДПМН Никола Поповски пак беше во посета на општина Гуновце. Таму оствари средби со жителите и стопанствениците.